Добро вечер. Добродојавте во Шоутајм специјалот посветен на филмот за вечниот боем Тома Здравковиќ. Овој септември беа одбележани 30 години од неговата смрт, но тој се уште живее со нас, иако не го гледаме, човекот кој не даде својата душа преку безвременските хитови. Од него остана неговите најубави љубовни песни кои ги напиша од своето перо. Ова емисија е посветена на најпознатиот боем во своето време, со можеби најтажниот живот. А како на друг начин да ја започнеме оваа емисија, освен со песна од Тома Здравковиќ, во изведба на маестралниот единствен Желјко Јоксимовиќ. Ко то зна, ко то зна, jer ti i ja, dva smo sveta različita, jer ti i ja, ko to zna, ko to zna. Kiša je padala, a ja sam plakao za njom. Ulica duga, ko moja tuga, ostaće u gradu dom. Kiša je padala, a ja sam plakao za njom. Ostaće u gradu to. Ja znam da sve što brzo dođe, ja znam da mora i da prođe, jer ti i ja, dva smo sveta različita, jer ti i ja, ko to zna, ko to zna. A ja sam plakao za njom. Ulica duga, ko moja tuga, ostaće u gradu tom. Kiša je padala, a ja sam plakao za njom. Ulica duga, ko moja tuga, ostaće u gradu tom. Ова е само дел од она што ќе го видите во овој специјал. Вечерва покрај големиот боем се сеќаваме и на нашиот најголем музички ангел Тоше Проевски кој прерано не напушти.
Во ова вечерашна емисија едноставно ќе покажеме дека преку музиката на овие две музички легенди тие се уште живеат и длабоко се навлезени во нашите животи. Јас сум само тужен човек. Noćas mi, По повод 30 години од смртта на вечниот боем, noćas me, вие пренесуваме целосната атмосфера од големата македонска премиера во киното Cineplex. Stani, prijatelj, mi govorim! kad se Tomo, Nemam više Со првите импресии на екипата од филмот Тома и многу ексклузивни гости. Сместете се во првиот ред и вклучете Jingle TV. Showtime специјал. Таа е една од нашите најпознати телевизиски лица, гламурозна водителка на филмски и музички фестивали, автор и водител на бројни емисии и репортажи, коментатор на најзначајните настани на светската сцена од Оскари и Греми до европските филмски награди и Евровизија. Но вечерва сме во сосема нов заеднички предизвик, наречен едноставно Тома. Наслов кој веќе речиси еден месец е во фокусот на сите киносали во целиот свет. Филмот кој со својата приказна брзо и силно го освојува европскиот континент со веќе закажани премиери. А од ден во ден бројката на посетеност и негова гледаност на филмските платна е се поголема. Токму филмот за вечниот боем Тома Здравковиќ, инспириран од неговиот живот и кариера, вчера вечер имаше својата блескава македонска премиера во киното Cineplex во Скопје. Токму оттаму со првите импресии по вчерашната премиера, директно во Showtime ја вклучуваме дамата која со години го следи патот на Оскарите. Овој пат зборуваме за патот на филмот кој најверојатно ќе освои многу награди. Со Миланка Рашич, водител, продуцент и коментатор, таа инаку беше меѓу првите кои го гледаа филмот Тома во Белград пред премиерата во Скопје. Миланка, добро вечер, чест и задоволство е да ти имаме директно од Cineplex како гостинка во нашиот Showtime специјал, посветен на големата премиера на филмот Тома во Скопје. Добро вечер, Марко. Голем поздрав до сите гледачи на Showtime и на Jingle TV. Мене ми е посебна чест што еве вечерва ќе зборуваме за овој фантастичен филм Тома. Поздрав од Cineplex, од една од салите каде што се прикажува ова извонредно дело. Верувам дека имаш многу да ни раскажеш и како гледач и како искусен новинар кој со години ја следи светската регионална кинематографија. Вако филм во поново време ни се нема случајно, филм со толку многу емоции, па прво што морам да те прашам е како го доживеа Тома кога го гледаше прв пат? Имаше ли солзи? Имав среќа да го гледам филмот Тома во Дом синдиката во Белград, сегашна Комбанк дворана. Тоа е токму таа сала каде што Тома Здравковиќ држал супер успешни солистички концерти. И затоа ми беше посебно тоа чувство да сум баш таму. Кога заврши филмот, излегуваат луѓе и повозрасни и многу млади, излегуваат од сала и сите беа со солзи во очите. Сите беа потресени, расплакани, некои молчат, некои се гушкаат, секој различно. Јас сум искрено многу емотивна и нормално дека филмот и ме допре и ме расплака. Ова е повеќе од филм. Ова е чиста емоција. Мислам дека Тома е филм кој што никого не може да остави рамнодушен. А Драган Бјелогрлич се надминал себе си како режисер на ова дело. Ова навистина ќе остане филм за следните генерации. Нешто што не смеете да го пропуштите. Така. Не се мери животот по бројот на години во кои ќе го различиш, туку во тоа колку животот ќе го ставиш во секој ден. Тоа е една од многуте реченици во филмот кој ги говори глумецот Милен Марич, како Тома Здравковиќ. Реченица со која се опишува целиот негов живот. Според тебе, колку успеа овој филм да ја постигне целта новите генерации да го запознаат Тома како музичка и боемска легенда? Има многу во филмот што остава многу силен впечаток. Токму таа реченица што ја кажа ти, но и многу други. Кога вели Тома за тоа како го сваќа својот живот, нели? Животот треба да се живее како да имаш една крупна банкнота
ја трошиш одеднаш. Или пак кога вели јас морам да пеам, мене душата ми бара да пеам. Има такви реплики кои што се паметат уште од првото гледање, а огромен дел од публиката оди да го гледа филмот и втор пат и трет пат, затоа што едноставно толку се фасцинирани од него. Мислам дека ова е едно неверојатно филмско остварување и да, новите генерации ќе го запознаат Тома Здравковиќ преку овој филм на најубав можен начин. Сигурно било многу ризично да се сними филм за еден пеач кој што го обожувале толку многу генерации, кои што го паметат се уште повозрасните, го сакаат и многу млади и многу нови генерации. Но филмот на Бјелогрлиќ е полн погодок. Пред се поради начинот на раскажување на животот и кариерата на Тома Здравковиќ, значи една неразубавена, една убава, концизна, како да кажам, верна и емотивна и длабока слика за сето она што тој го преживел. Ете, имавме можност да дознаеме за многу нешта поврзани со оваа пејачка легенда. За мене Тома Здравковиќ е не само извонреден пејач, тој бил брилијантен композитор и поет. Човек со огромна добрина во својата душа и да, боем, но човек кој имал став и кој што знаел што сака и што не сака од животот, едноставно решил да го живее секој ден како да е последен. Тоа е нешто што мене ме фасцинира кај Тома Здравковиќ. Мислам дека точно, значи, целиот тој негов дух, неговиот начин на размислување, неговата тага, неговата креативност, сето тоа можевме некако да го почувствуваме и да дознаеме многу работи со кои не сме биле досега запознаени, а во врска со овој брилијантен пејач. Јас сум уверен во тоа дека филмот ти се допадна комплетно, но со оглед на твоето искуство кое го имаш и познавањето што значи добар кастинг на филм, што мислиш за улогата на Милан Марич? Многумина рекоа дека главниот актер Милан Марич воопшто не личи на Тома. Па што е она што Милан го донесе во филмот за да предизвика толку голем успех со неговата улога? Па сметам дека и не е воопшто најважно физички да е главниот актер сличен на Тома Здравковиќ. Милан Марич оствари неповторлива улога во овој филм. Значи, тој толку многу подсетува на Тома. Не само во движењата, во гестикулациите, туку мислам дека го има уловено духот на Тома, значи карактерот негов. Па вие ако убаво ги погледнете тие сцени, мислам дека таа добрина на Тома се гледа во очите на Милан. Тагата во неговата насмевка. И тој толку суптилно ги прикажува моментите кога се водат оние најголеми емотивни внатрешни бури во Тома. Мислам дека тоа може да го направи само многу талентиран актер, кој што буквално целиот себе си се дал во оваа улога, се претопил во неа. Тоа може само одличен актер како што е Милан Марич. Така е, големо изненадување некој беше пејачот во филмот кој ги отпеа голем дел најпопуларните хитови на Тома, поп-фолк пејачот Ацо Пејовиќ. Дали според тебе и на овој начин музичкиот продуцент на филмот Желјко Јоксимовиќ успе да ги оживее повторно овие безвременски хитови? Па, по мене, Желјко Јоксимовиќ е еден од најталентираните и најдобрите музичари, пејачи, продуценти на Балканот и тој непогрешливо добро знае како да направи најдобар музички тим. Значи, Ацо Пејовиќ е вистински избор за да ги пее песните, хитовите на Тома Здравковиќ во филмот. Тој тоа го прави неверојатно добро и дури неколку пати во текот на филмот дури со бојата на гласот толку многу подсетува, што е неверојатно. Исто така, ќе кажам и за Сузана Бранковиќ, девојката која што ги пее хитовите на Силвана Арменолиќ во филмот Тома. Значи,
кога ја гледате Тамара Драгичевиќ, всушност ја слушате Сузана. Тоа е, еве, за нашава македонска публика да споменам, пејачката која што сите ја знаеме од Евровизија, кога пееше Марија Шерифовиќ и победи со молитва, таа беше една од пејачките кои што ја придружува. Значи се работи исто за извонреден вокал и се чини дека е апсолутно фантастичен избор токму за да ги пее песните на Силвана Арменолиќ. Она што мене исто така ме фасцинираше е песната Поноќ, која што ја напишал Желјко Јоксимовиќ специјално, нели, за Тома. И таа песна кога ја слушате, тој дует, тој звучи како да е од времето на Тома Здравковиќ, од времето на неговата најголема слава, а не како да ја напишал Желјко сега во 2020 година. Просто фасцинантно е, ќе кажам, како тој тоа успева да го направи, да звучи оваа песна Поноќ, како да е излезена и од перото и од душата на Тома Здравковиќ. Секоја чест. Знам дека ова е можеби тешко прашање за тебе, бидејќи сите улоги се одлично одиграни. Сепак, кои актери се твоите фаворити во овој филм и зошто токму тие? Никако не би можела да издвојам само еден. Мислам дека и големината на овој филм е во тоа што сите, буквално сите улоги до оние најмалите се одиграни совршено. И затоа е овој филм вистинско чудо. Сепак, ако морам, нели, веднаш прво би го споменала Милан Марич, можам само да замислам колкава одговорност и каков терет е всушност да се глуми Тома Здравковиќ во овој филм за еден млад актер како него. Актер кој што покажа неверојатна зрелост во една ваква комплексна улога. И мислам дека веќе тој станува едно од најзначајните актерски имиња на Балканот. Тамара Драгичевиќ, Силвана Арменолиќ во филмот. Па, тоа е просто феноменално. Јас слушав една радио снимка од Силвана Арменолиќ и не можев да верувам колку многу Тамара звучи како Силвана. Значи, секоја чест за тоа како се потрудила и во начинот на зборување да и биде слична на Силвана. Исто така, многу ми се допаѓа таа достоинственост која што има во секој кадар кога е таа во филмот. Морам да го споменам Петар Бенчина во улогата на докторот на Тома. Со еден збор, едноставно маестрален. Мислам дека неговиот лик има, покрај ликот на Тома се разбира, најголема трансформација во филмот од почетокот до крајот. И особено е интересен и слоевит и непредвидлив целиот тој однос помеѓу лекарот и Тома Здравковиќ. Во секој случај, мислам дека најдобрите критики ги заслужува Петар Бенчина, кога е тој на филмското платно, едноставно доминира. За Паулина Манов ќе кажам само дека е класичен пример за тоа како од епизода можете да направите буквално диамант. Значи, таа блесна како диамант во улогата на сопругата на докторот. Незината таа животна жар можете да ја почувствувате преку филмското платно. Исто ќе кажам дека е неверојатно впечатлива и Сања Марковиќ во улогата на четвртата, последната сопруга на Тома. Таа е можеби лицето на љубовта. Она вистинска љубов, жена која останува до крајот со него, и во добро и во лошо, како и што треба. За Мирјана Карановиќ, што да каже човек? Таа е незаборавна во секоја улога и овде исто така во улогата на грижливата мајка на Тома, улога која едноставно се памети и која ќе остане. Ќе споменам и Милена Радуловиќ, која е фантастична, како третата сопруга на Тома Здравковиќ. И пак ќе кажам, во овој филм ги гледаме и Цуне, и Тозовац, и Лепа Лукиќ, и Кемал Монтено, и Здравко Чолиќ. Значи, без разлика што се тоа мали улоги,
толку се внимавало на деталите, толку се тие добро одглумени, што имате чувство дека едноставно сме пренесени во тоа време, во тоа златно време на Тома Здравковиќ. Секоја чест за целата екипа. Да не биле вакви актерите, едноставно филмот не би бил ова што е. Толку успешен и толку добар. Ќе искористам оваа прилика што си наш гостин во Showtime специјал да ни кажеш и за твоето скорошно гостување во Белград. Минатата недела имаше, односно беше поканата на 11-тото издание на престижниот фестивал за драми и серии Федис, каде беше прикажана и нашата хит серија Преспав како дел од кинопрограмата. Како помина целиот настан и кој од врвните серии ја добија златната антена? Па, многу ми е драго што ме поканија како гостинка на 11-тиот поред Федис, фестивал на драми и серии во Белград. Беше извонредна можност да се запознам со многу луѓе од телевизискиот и филмскиот свет од регионот, исто така со дел од актерите и продуцентите кои беа таму. Направивме една трибина за соработка на телевизиски серии и многу ми е драго што бев дел од неа. Исто така ја представивме и македонската популарна серија Преспав, инаку ова е второ нејзино представување во Србија во последниве 2 месеци. Кон крајот на август исто така беше прикажана и во Ниш на филмски сусрети. Мислам дека е овој фестивал една важна можност за размена на искуства, за гледање на нови серии од регионот, нормално за комуникација, соработка и беше навистина убаво во Белград. Ќе споменам дека на доделувањето на награди триумфираше серијата Коски, која беше прогласена за најдобра серија, исто така освои награда за најдобра фотографија и за најдобри споредни машка и женска улога Драган Мичановиќ и Николина Фригановиќ. Што се однесува до главните актерски награди, за најдобар актер беше прогласен Ненад Јездич за улогите во сериите Камионџи и Викенд с Чалетом, Викенд со таткото, а за најдобра актерка Мирјана Карановиќ за нејзината главна улога во серијата Породица или Семејство. Богдан Диклич доби награда за животно дело и исто така ева од сериите би спомнала кои што се емитувани во Србија, а се значи регионално познати и се странски. Хрватската серија Новине освои награда за најпопуларна серија, а наградата ќе им ја однесе познатата нивна актерка, која беше гостинка на Федис, Мија Беговиќ. Така да едно навистина прекрасно искуство беше на Федис. Јас се надевам дека и следната година ќе однесеме македонска серија и ќе ја прикажеме таму. Убаво искуство навистина. На крај да се вратиме на Тома. Сметаш ли дека ќе биде исто толку успешно прикажувањето на овој филм во Македонија како што е досега и во Србија и во регионот? Не се сомневам воопшто дека ќе ги руши Тома сите рекорди во гледаност и во Македонија. Па не за џабе во само 3 недели половина милион луѓе го гледале филмот во Србија. Безвременски се приказните за љубов, за невозвратена љубов. Приказни со многу тага, емоции, песна, исто како што се безвременски и хитовите на Тома Здравковиќ. А овој филм, Тома, со сигурност тврдам дека ќе биде едно од најзначајните остварувања не само во српската кинематографија, туку многу пошироко гледано и регионална и европска. И затоа, еве, сите ги поканувам да дојдат, да го гледаат Тома, да уживаат. И еве, тебе, Марко, ти се заблагодарувам за оваа можност што можевме да ги поделиме впечатоците за Тома во вашиот специјал посветен на овој филм. Ви благодарам, поздрав голем. Чао, се гледаме. Така е, Миланка, ти благодарам и на тебе и за твоето одвоено време што беше дел од Showtime специјалот посветен на овој прекрасен филм кој македонските гледачи ќе имаат можност да го гледаат веќе од понеделник на редовен репертоар во Cineplex киното во Скопје Сити Мол. А вие не го менувате каналот, останете тука за многу кратко, по краткиот джингл. Продолжуваме со уште многу нови ексклузивни содржини поврзани со овој филм.
Време е по разговорот со Миланка и ексклузивно да ви прикажеме што се забележа објективот на камерата на Jingle TV на вчерашната голема премиера на филмот Тома во Cineplex киното во Скопје Сити Мол. Токму вечерва нашата екипа, односно објективот на Showtime на Jingle TV ќе ви ја пренесе целата атмосфера од премиерата голема македонска на филмот кој го освои буквално целиот Балкан и Европа. Првите премиери се закашени веќе на големо, а токму овдека во Македонија ќе имаат можност нашите македонски фанови на филмот Тома да го погледнат во Cineplex киното. Свирајте ночас само за нju. Ja ću da pevam, tugujem i plaćam. Моментално сите проекции за Тома се распродадени, значи тоа се 12 проекции во текот на целиот ден. Очекуваме уште подобро и посетена да биде премиерата од утре натаму, односно филмот Тома. Се бара место повеќе, за жал капацитетот е тој што го имаме моментално, работиме со 50% и сите седишта се исполнети. Филмот од денеска има премиерата кај нас во Скопје и е на редовен репертоар, секој ден ќе биде значи на репертоар со многу проекции. Интересот е многу зголемен, особено од постарата генерација. Има некои што дури прв пат доаѓаат во кино само за да го видат филмот Тома. Арт Виста, дистрибутерот на филмот, мислам дека во право време го донесе, затоа што луѓето едноставно им требаше филм што ќе ги мрдне од дома и ќе ги донесе во кино. Така што очекуваме голема посетеност и очекуваме да придонесеме кон 1 милион гледачи да направи филмот на регионот. И се надеваме наскоро ќе можеме ние да славиме некоја убава бројка. Така и се надевам дека претпоставувам има доста луѓе кои дури и се вакцинираат за да дадат токму за овој филм, нели бидејќи поради сертификат кој е задолжителен. Конкретно за Тома не знам дали се вакцинираат за да дојдат, мислам се надевам. Само така нели ќе заврши ова, меѓутоа да има луѓе што за да дојдат во кино специјално се вакцинираат за да може да влезат. Така што ете. И на самиот крај кажи ми нешто што навистина сите ги интересира во моментов, од големото отварање на Eastgate Mall, трговскиот центар, каде што и вие доаѓате со нова киносала. Дали и таму ќе може да се гледа овој филм или само ќе биде токму? Значи вака, Cineplex Eastgate Mall ќе се отвори до крајот на годинава, се надеваме, со тоа што сите филмови што играат во City Mall ќе играат и во Eastgate, значи нема да правиме подолба. Конкретно дали филмот Тома ќе игра на тој репертоар ќе видиме, зависи кога ќе се отвори киното. Ако се отвори наскоро, да, ако се отвори малце подоцна, според интересот ќе видиме дали ќе се играе таму. Nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Dani idu. Очекувам многу изненадување и тоа сум го чезнела со години. На 75 години ја донесов најголемата радост ми ја донесовте. И снава ме донесе, крајно благодарна сум и уживам во ова. Тома беше почитуван и во Словенија, и во Сараево, и во Скопје, и во Ниш и сегде. Така да Тома е единствен што не може никој да го замени. Што те потикна да дојдеш токму во кино сега? Па јас сум по препорака со сестра ми за тоа. Они веќе го гледале филмот и сакаат ова име второ веќе гледање. Тома е навистина легендарен и тој одамна ги помина границите на родната Србија, популарен е на просторите на некогашна Југославија. Растевме со песните на Тома, иако сум сега возрастен човек.
Интересно да и моите синови, мојата ќерка расна со песните на Тома. Тома е екс-југословенскиот Жак Превер. Он е повеќе од обичен кантаутор. Он е навистина великан. Неговите песни оставаат трак, оставаат жик на едно време, на едно наше постоење, на едно наше живење. Затоа сум вечерва на промоцијата на филмот Тома овде во нашата земја. Ej, sudbino moja prokleta. Во продолжение, време е да ги слушнете и импресиите од екипата на овој филм, кој допрва ги освојува филмските награди на фестивалите низ Европа и светот. Милан Марич, Драган Билогрлич, Желко Јоксимович се само дел од ликовите кои ќе ги видите во продолжение. Сликата од одбележувањето на 30 години од смртта на Тома Здравковиќ, како и првата средба на сопругата на Тома, Гоца Здравковиќ, со актерите кои во филмот ги толкуваат ликовите на Тома и Гоца. Kako dani brzo prolaze, uspomene meni dolaze, u mom srcu uvek ostaće jedna sanja, jedno proleće. U kafani sedim do zore, ali čaša mi ne pomaže. U mom srcu Pa ništa. Pitao me kako se osjećam, ja kažem onako kako je on to odradio, tako je bilo. Poželiš li sanja, bar ponekad da me zagrliš? Sećaš li se sanja, da li možeš da zaboraviš? Poželiš li sanja, bar ponekad... 10 godina verujem u ime Toma Zdravković, a u ovaj projekat sam izuzetno verovao, zato sam i malo duže nagovarao Željka da i ekipu da naprave to. Nije oni da nisu hteli, nego jednostavno sve u dnevne obaveze i tako dalje. Međutim, kada smo jednostavno odlučili da se napravi, ja sam znao da će to biti 100% uspeh, pogotovo takva ekipa kao što su Željko Bijela i svi ostali. Svirajte noćas samo za nju. Ja ću da pevam, tuguje mi plaća. Poruke dobijam od prijatelja, kolega, svih mogućih i što na mrežama, što ja lične poruke koje pohvala, tako da sam jako zadovoljan, srećan i što sam uopšte deo ove ekipe. Ja sad spremam spot svoj za pesmu, naravno sa delovima nekim filma, tako da to bi trebalo ovih dana da se završi, se uradi taj spot gde ćemo se Suza i ja pojaviti i onda ćemo da vidimo. Iako je samo mislima vraća, prolaznik sam samo u tom svetu bio, igrao bojema, pevao i pio, nekad za trenutak. Nismo imali, nažalost,
dovoljno vremena da budemo zajedno, ali smo iskoristili onih godinu dana kad sam bila kod njega između 17. i 18. godine. Napunila sam 18 godina kad sam bila s njim. I bio je divan tata. Zbog toga što nismo imali prije vrijeme, on je pokušavao da nadoknadi to vrijeme ukratko. Ponoć je, ostao sam, opet sam. Ponoć je, nikog nema, koga zna. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Sve je to toliko oživelo, ta priča o Tomi je toliko aktuelna da smo mu se i danas obraćali kao da je sa nama, kao da je živ. I mislim da je to jedna lepa stvar da baš na današnji dan mi obeležavamo njegov pomen, zahvaljujemo mu se i odlazimo u Leskovac, njegov grad. Pa sve ovo što se dešava oko tome jako kratko. Toliko je sve nekako divno i emotivno i lepo i puno ljubavi da ja nekako sam već počeo da se plašim. Ne znam šta kažem, osim da ja sve nešto ovih dana samo da ne ureknem. Ako je iko poznavao Tomu, to je Goca i nažalost moj drugi sagovornik koji mi je mnogo pomogao, a koji nije doživeo da vidi film, a to je Novica. Mene lično su interesovali samo njihovo mišljenje. Nekako smo svi strahovali od Goce. Da li smo nešto možda preterali, da li smo nešto promenili u tim nekim našim umetničkim slobodama, pre svega Bijela i naravno ja kao producent i kao autor i ona je jednu rečenicu rekla kada je došla na K1 televiziju, na vašu televiziju. Rekla je, jako emotivno to sve podnela i izgovorila je, plašila sam se da će biti ovako. Da, ja sam imao refren i Toza rekao, imaš udicu, dobro je. Jer to je baš onako zarazan je refren. Čak sam prvi put u životu napisao i tekst za taj refren. Eto, malo uz pomoć prijatelja i to je ispalo jako simpatično i jako mi je drago. I to je za mene jako, mislim, novo iskustvo. Sad, s druge strane, Toza je dao taj šmek takođe svojim autorskim umećem i svojim savjetima, jer on je konstantno govorio, ja sam samo pomogao, ja kažem, Tozo, nismo to zajedno i tako dalje. I još jednom mu zaista veliko hvala i to publika je umela da prepozna. I ono što si rekao u trendinzima, da smo na jako visokom da smo na jako visokoj kvoti. Danima već. Ja sam u principu čovek koji volim društvene mreže i YouTube i nekako sam u tom smislu vrlo opismenjen i znam i da pratim. Međutim, ono što je zaista impozantno je da smo i Bijela i ja, kada smo počinjali da pravimo film, govorili da, eto, radimo film o Tomi. Toma je umro pre 30 godina. Da li ćemo moći da dosegnemo do, da kažem, mlađih generacija, ali uopšte nam to nije bio imperativ kada smo radili i zapravo se desilo upravo to, da kada ne razmišljaš o nečemu i ne praviš nešto namenski za nešto, da zapravo rezultat svakako ne izostane. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Samo znao da to mora da bude iskreno i da ovaj film ne može da se snimi ukoliko mene Toma ne zaboli, pod navodnicima. Ukoliko ja prođem neočešen kroz snimanje ovog filma, onda nešto nije u redu. Treba da protekne neko vreme da mi zaista vidimo šta smo napravili. Ovo što se dešava je zaista fascinantno, ali još uvijek je rano. Postoje teorije
razne i pitaju, ja vama čitam te neke komentare, zašto ljudi plaču na filmu. Pitaju jedan, zašto ste vi plakali na filmu? Za čim mi plačemo u filmu? Ljudi još uvijek nisu se fokusirali na šta plaču. Mi u stvari plačemo za nečim što je konstantno oko nas i sve vreme je oko nas, a to je duša. Mi smo ovim velikim otuđenjima, brzinom života, kratkom pažnjom, shvatili da nas okružuje duša na koju smo potpuno zaboravili. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Dani idu, prolaze mi leta. Ej sudbino, moja prokleta. Ej sudbino, moja prokleta. Ja nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Dani idu, prolaze mi leta. Ej sudbino, moja prokleta. 14 години подосна. Ништо не е исто по неговата загуба. Гласот кој можете да го слушнете до ден денеска на нечи роден ден, во автомобил, на радио или телевизија. Едноставно насеката. Неговата безвременска музика која ни остави се уште живее со нас. Верувам дека сите добро знаете за кого зборувам во моментов. Неголемата македонска музичка звезда Тоше Проевски. Последен гостин е нашата мега звезда Тоше Проевски. Величествениот Тоше Проевски. Тоше Проевски. Тоше Проевски. Тоше Проевски. Sve djevojčice, žene, majke pohitale oko našeg današnjeg gosta, a on je... Adresa ne znam ni broj. 14 години од смртта на нашиот ангел Тоше Проевски, кој трагично го изгубивме во сообраќај на низгода кај Нова Градишка, Хрватска. И секој 16 октомври го испраќаме во 6:20, но никако да го пуштиме. И по 14 години останува истата булка, истата тага. Зарем е толку лесно да се заборави? Samo za mene si ti, za večnost darena. Сакаш малку да се тргнеш настрана и да... Не може. Како го правиш? Машинеријата му зеде во, како викаат старите, во бубањот и готово. Нема враќање назад. Барам ревитализирање од секојдневни интервјуа, од шминкање, од вадење шминка, од пакување. До тука ми е се. Речи си ништо не сум споделил поднос на тоа интервју. Јас, после трагичната загуба на Тоше, воопшто немав потреба да зборувам за тие
негови последни мигови кои по игра на судбината ги сподели токму со мене и со Весна. Сметав дека тоа е нешто апсолутно лично, што треба да остане само меѓу нас. И еве после толку години, после една огромна дистанца, би го споделил само моментот како се поздравивме таа вечер, кој беше многу чуден, необичен. Имаше во него некаков чуден синхроницитет, не евуваше можеби никакви чудни збивања, чудни енергии. 3 пати се прегрнувавме пред конечно да влезе во својот автомобил заедно, или да отпатува прво за Ниша, потоа за Загреб на снимање на спотот на неговата песна, така што тоа е она што ден денес ми е силно врежано во моето емоционално сеќавање, тие преградки со Тоши и неговите очи. Здраво, јас сум Бети. А ова? Ова е мојата книга полна со спомени за Тоша. Велат дека никој не побегна од спомени, посебно ако тие се запишени со ноти. Тогаш се вечни. Јас ја земав главната улога за мюзиклот на Тоше. Памтам дека имаше многу публика и на премиерата и на останатите представи. Така да, ете, било ми е што кај нас нешто такво успеа да се направи. Успеа да го направат. Тоа беше еден преубав проект. Баш пред премиерата, додека се спремавме и правевме проби околу 40 дена сигурно. Бевме онака сите преблиски, поготово јас бев премногу блиска со Весна Бејби. И седавме позади сцената и правевме муабет за Тоша. Јас ја прашував каков бил тој и каква личност и како и било не зашто го познавала, како се чувствувала. Знам дека на кастинг талент шоуто кога требаше да се одбере кој ќе биде главна улога, на аудицијата ја пеев Икона моја, односно Казна моја си ти. И знам дека Весна Бејби ми кажа таа била една од неговите омилени песни кои што секогаш ја чувал за себе и на ниту еден настап негов не ја отпеал, затоа што така ја чувал за себе. Тоа беше нешто кое што ми направи уште повеќе да сакам да ја пеам таа песна и да ја почувствувам. Тоша музичката кариера ја започнал со настапот на Прилипскиот фестивал Милфест во 1997 година. Се смета дека пудомот во неговата кариера започнал по изведбата на песната "Твоите бакнежи на моите бели кошули" на Скопскиот фестивал во 1999 година. Во меѓувреме, Тоша станал дел од продуцентската куќа Авалон, каде што останал се до истекувањето на неговиот договор во април 2002 година. Во 2004 година Тоша беше прогласен за амбасадор на добрата волја на УНИЦЕФ. Негов заштитен знак е познатиот израз "Ве сакам сите". Целата нација со сулси го причека во родната Македонија на 16 октомври околу 23 часот на аеродромот Александар Велики од Хрватска. И до ден денес се слушаат твоите песни. И до ден денес живеат твоите ноти, а ти живееш во срцата наши. Ке те чуваме вечно од заборав. Вечна ти слава, Тоше. I da li si lipa, Plavi anđele, bilo bi mi lako, tebi reći ne. I zato čuvaj da se mala, ja sam mali morski vuk, ja sam stari muški.
Toše Preski! Toni Cetinski. Os. Ajmo se jače malo to, ajmo. Се надевам дека уживавте во сето она што ви го прикажавме во вечерашното пето, овој пат специјално издание на Шолте. На самиот крај ќе ги поздравам нашите пријатели кои беа дел од оваа вечерашна емисија. Cineplex или Софа, Deus Optica, Mago Fashion и Scala Sport & Beauty. А јас ви закажувам веќе следна средба повторно на Jingle TV следната недела во исто време. Нашата тогаш ексклузивна гостинка ќе ни биде Тамара Тодорска, со која најавуваме навистина многу новости, меѓутоа и ветуваме многу забава. До тогаш ве поздравувам и ви посакувам убава, пријатна неделна вечер. Поздрав! Вечерва повторно празна е постелава, без твојата душо нежна преградка, а болка вдушава, мир не ми дава. Горам, твојот лик ми краде сон од очите, откако си замина ти. Љубена, гори моето срце в ноќва студена, салза тебе збори, прости, кој што љуби душо може и да погреши. Да можам ноќва вијада вселената, повторно твоите усни, да се опијам на гради да ти заспи. А јас ги молам душо и тебе да ми те донесат ноќва в мојата преградка, откако